Време за уште еден разговор во денешното издание на Македонија наутро. Домашните компании се клучни за развој на економијата во нашата земја, токму затоа е потребна и неопходна поддршка од државата. На оваа тема разговараме со нашиот гостин. Велам добро утро за господинот Зоран Шапорич, министер без ресор задолжен за регулативата за подобрување на инвестицијската клима за домашните претпријатија. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на Македонската радиотелевизија. Споменав уште во најавата дека домашните компании се клучни за развој на економијата на една држава. Па моето прво прашање логично се наметнува каков е статусот на домашните инвеститори во овој момент? Па веднаш уште по формирање на оваа влада, некаде на самиот почеток, во август почна да се изготвува сет на мерки со кои што етапно домашните компании би се довеле во слична положба како и странските инвеститори, но и со кои домашните компании би се стимулирале да вложуваат во развој, во набавка на нова опрема, потоа во вработување се разбира и во покачување на плати на вработените и она што е најбитно во пласман на своите производи надвор од државата. Бидејќи Македонија е мал пазар, мораме да имаме собствено производство, а тоа собствено производство очигледно дека не можеме да го пласираме тука, мора да извезува. Така да овие сет мерки ќе бидат насочени кон тоа, како и постепено воведување на повисоки технологии, преку набавка на нова опрема, преку отварање етапно на истражувачко-развојни центри на тие компании, се разбира тука пред нас средните и поголемите, но и за сите овие мерки се насочени, бидејќи голем број имаме на мали и средни предпријатија, токму на нив да се стимулира да инвестираат во државата, односно во развој на своите компании, бидејќи без развој не може да имаме ни општ пораст на бруто домашниот производ или било која друга економска поволност. Факт е дека во моментов се прават многу анализи, се скенира теренот, треба да се направат и измени во законската регулатива. Кога овие мерки кои што ги споминавте би можеле да ги почувствуваат како бенефит домашните компании? Значи, анализи се прават и веќе се направени, мерките се во завршна фаза, ќе бидат законска регулатива за овој дел на мерки за сега нема потреба, затоа што се настојува да биде оперативна програма и што побрзо во функција на домашните и на странските компании. Тие ќе имат одредени погодности што ги имаат досега, но и некои нови доколку влегуваат во технологии, нови воведуваат и доколку вложуваат во развој, но и доколку ги покачуваат платите и доколку се поврзуваат со домашните компании повеќе. Се разбирава, не е лесна работа преку ноќ со волшебно штапче да се направи некоја промена, но можем да кажем дека мерките ќе бидат усвоени пред крајот на оваа година, а ќе бидат оперативни, бидејќи се работи за годишни пресметки, веќе во после поднесување на завршните сметки на компаниите. Компаниите ќе може да, домашните, но и странските, да аплицираат согласно овие критериуми кои ќе бидат транспарентни и самите ќе може да се пресметат каде се наоѓаат и да ги да аплицираат на еден унифициран начин во зависност од тоа кои услови ги исполниле во претходната година. Сега напоменувам, ние се наоѓаме на крајот на годината, но и ако инвестирале во некој нов дел или во сосема нова компанија во изминатата година, тие во март после завршните сметки ќе може да аплицираат и некаде во април веќе би можеле да повлекуваат средства, а се разбира по мене правите ефекти, вистинските, односно поголеми ефекти, бидејќи се нови мерки со кои што се дел запознаени, дел не, бидејќи се водеше широка расправа каде што коморите, Светска банка и самите компании, посебно оние мали компании кои не се вклучени во коморскиот систем, дадоа своји сугестии. Така да, тоа е, можем да кажем, дека веќе во март ќе може да се аплицира и да ги користат тие мерки, но, бидејќи сега ќе бидат објавени, по мене уште поголем ефект ќе има во 2018 година, значи во
февруари, март 2019 ќе можат многу повеќе да се користат овие мерки, но останува и оној кој што инвестирал и оној кој што намеравал да инвестира ќе може да ги почувствува бенефитите на овие мерки. Тоа е еден процес, не може да се каже намерата на овие мерки да го стимулираат домашното производство, да стимулираат покачување на плати, ангажирање на домашни компании и привлекување на нови странски инвеститори, но кои што веќе во старт ќе имаат овие предвид овие мерки, со кои ќе бидат свесни дека доколку повеќе ангажираат домашни компании, што не е лесно, зависи од процесот на производство. Автомобилската индустрија не може туку така овие фабрики што ги имаме Дрекслен, Мајеров, Кромве, Шуберт, кои работат за крајни корисници, значи за Ауди, за БМВ, тие не може туку така да кажат еден систем на кабли или некој друг дел или воздушни перничиња што се продаваат во кичево, да го сменат, да направат нова хомологација и да кажат да ги вклучивме домашните производи, бидејќи тие не се крајни изведувачи. Крајните корисници се оние брендови на автомобилската индустрија, кажам, BMW, Volkswagen и така натаму. Со некои други, како што е Ван Хол, е малце подруго, бидејќи се тие крајни финални производители, тие би можеле да го направат. Така да ефектот е ова на идните инвеститори кои ќе доаѓаат во одредени дејности. Например, во прехрамена продукција, да дојдат некои компании како Доктор Еткер или некои други, кои би можеле веќе тука поголем број на суровини, односно репроматеријали, македонски производи. Имаме земјоделско производство и целта е да се стимулираат во иднина, да и нашето земјоделско производство биде со повисок степен на додадена вредност. Пример, наместо патлиџан да извезуваме кетчап или некој друг повисок производ. Ги спомина се странските инвестиции и билите добре дојдени се, но нема да бидат фаворизирани во поглед на домашните компании. Оние прописи кои важат по општа меѓународна регулатива, например, ако се во ТИРС, во овие зоните, безцарински, они внатре за целиот промет, како и досега, ќе можат да да имат влез без царина и ДДВ и потоа за оние производи кои им се увезени заради извоз и самиот промет, и се останува. Но исто така, оние договори, како што се склучени во претходниот период, согласно принципите на меѓународно трговско, односно комерцијално право, ќе бидат почитувани, без оглед какви се. Што се склучени, да речеме, во претходниот период, од претходната влада. Тие си важат на оној период кои се заклучени со тие услови, така да се разбира, мора да има правна сигурност. Не може ретроактивно да важат законите, прописите и се разбира и одредбите од самите договори. Се размислували за тоа да се врати капиталот на македонците од диаспората во нашата земја? Ние имавме неколку во Битолско и не знам каде не многу успешни примери. Меѓутоа, од мојата посета на компаниите, прво, можам да уочам дека нашата диаспора, односно нашите компании, ги користат услугите на македонската диаспора. Во смислол на изнаоѓање на посредници, на вршење на некои комерцијални работи, бидејќи, иако денеска се разбира 21 век може да се комуницира, но оној непосредниот контакт како посредници или посреднички компании ги обавуваат тие активности и дејности за нашите компании кои што увезуваат или извезуваат, но се разбира, оние веќе има и дел кои развиле собствен бизнис и кои дошле до овој капитал и би било многу значајно, се размислува, но да им се даде многу цврста гаранција дека, бидејќи имаме за жал и неуспешни, од субјективни и објективни причини, неуспешни примери, да може да инвестираат и да се вратат тука оној капитал што го стекнале, а имаме некои примери, морам да кажам. Уште пред 10 години на фирми кои што, односно собственици или цели фамилии кои се вратиле и кои го развивале својот бизнис врз база на оној почетниот капитал. Така да се разбира, добро дојдено, иако улогата на диаспората и на друг начин многу важна. Вие знаете дека преку дознаки кои што ги праќаат овде или преку, да кажеме, средствата додека престојуваат на годишни одмор или пак градат некои своји потреби градежни објекти, купуваат станови или било што,
тие учествуваат значајно преку дознак. Има анализи дека се тие околу 800 милиона евра годишно, некои велат, бидејќи се разбира одат ова се банкарски трансфери, дека можеби доаѓаат и до милиарда. Тие веќе значајно учествуваат во GDP, односно бруто домашниот производ и покривање на надворешно трговскиот дефицит, бидејќи билансот меѓу увозот и извозот не е позитивен и тие во еден дел и така учествуваат, но сигурно дека многу било добро да ти осетат прво, дека може да се вратат, иако тоа не е баш така едноставно, бидејќи тие добар дел од нив престојуваат подолго време, тие се врзани за државата, но се разбира многу долго престојуваат, нивните деца, да речеме, завршиле там училиште и така натаму, па не е баш така лесно, посебно да речеме од некои други подалечни земји, но во секој случај има дел од така и овие мерки ќе важат за нив и ќе се настојува да добар дел од нив се привлечат, инаку не се разбира недостасува кадар, посебно техничкиот кадар, а се повеќе гледаме медицинскиот кадар, поради тоа што тие имат подобри услови. Ако малце се подобрат овде условите, да се враќаат и тие кадри, но не е греф некој македонец да отиде и да стане, не мора да биде собственик на фирма, да стане врвен дизајнер во некоја автомобилска индустрија, врвен проектант, па потоа со некој име да се врати, да успее мал дел од тоа проектанско оделение од некој бренд, бидејќи не е само целта да имаме склопување, туку да имаме и развојни оделенија, да еден мал дел овие компании, зборуваме за автомобилска индустрија или било која, да го имаат развојни оддел, значи да имаат оние места кои се повисоко платени и на тој начин би се развили. Бидејќи сега имаме одредени струки кои што работат овде, било за домашни или странски овие компании, кои што исто така ја бараат среќата надвор, но кои веќе и овде имаат релативно добри услови, како IT технологија, добрите информатичари заработуваат многу повеќе овде, отколку од било која струка. Со оглед на тоа што сте голем поборник за животна средина, а актуелна е темата за аерозагадувањето, па некако логично ми се наметнува и следното прашање. Зборуваме извесен период, ќе зборуваме и наредниот период, со оглед на тоа што од година во година ни се повторува па истиот проблем. Топката се префрла од едни на други, на колективната свест треба допрва да се работи. Град Скопје издаде мерки за намалување на загадувањето, кои што зависат од граѓаните. Меѓутоа се споменуваат секако и индустријските капацитети. Моето прашање е, има ли наповедок решение на оваа тема? Значи, јас за оваа тема во град Скопје зборувам не сега, 8 до 10 години. Затоа и ве прашувам, да. Да. И сега, добро е што се актуализира. Некои викат доста дебати, а што ако не беа дебати, значи ќе се помиревме со и реакции со овие работи. 2004-2005 бев тогаш и министр за животна средина, но и пред тоа морам да кажам, воведен е мониторинг системот. Значи, ова што знаем, иако можеме да го почувствуваме, е резултат на мерење. На мерните станици, кои што се набавени, најголем дел преку странски донации, и сега врз база на тие резултати кои се објавуваат, можеме да видиме, а се разбира и да почувствуваме, не мора се да видиме, дека квалитетот на амбиентниот воздух е многу важен и многу лош, и сега можеме да кажеме дека стануваат свесни сите. Сите ние овде живееме. И тие што се загадувачи и граѓани, дека состојбата е алармантна во Скопје, но и во другите градови. Можеме да кажеме во Тетово, во Кичево, во Битола. И се разбира, постојат разни причини. За Скопје, конкретно, бидејќи ве највише зборуваме за тоа. Скопје, имаме Скопска долина, која е по сите параметри, има капацитет за некаде околу 400.000 жители. Сериозни анализи покажуваат, сериозни спорам потврдени, дека, иако немаме попис долго време, дека 800.000 луѓе, дали извадили лична карта, дали се овде на специализација, на студии, најмалку живеат. Некои велат и повеќе, но еве да земеме. Значи, дупло повеќе. Сведоци сме дека една во последните 5-6 години, не само во центарот, во аеродром, во Киселево, во Карпош, имаме неодржива градба. Значи, висококатници, едни до други, вон секој имаме неодржлива и нехумана градба, каде што недостасува инфраструктура, каде што е уништено
масовно зеленило, каде што улиците едноставно нито ние главни, но ние стамбени, сервисни не можат да го задоволат капацитетот, каде што нема едноставно паркинг, каде што кружат возила, така да на еден краток рок да се измени ситуација не може туку така. Може да се престане со неодржлива градба, да се види, да се внимава, тоа е исто така, но етапно треба да се стаса, владата има сериозна намера да стаса во кус период, она што сме го зацртале во Законот за рамномерен регионален развој. Барем 1% од GDP од бруто да се издвојува за рамномерен економски и севкупен развој, бидејќи сите дојда во Скопје и во 2-3 града не може да функционира. Тука, И сега тука може краткорочни мерки, бидејќи долгорочните ги знаеме, гасификација и така натаму. Гледам идејата веќе за трамвај е напуштена, Скопје нема можности, прескапје метрото барем во еден среден период, иако идеално, тенко условно кажано долго, да се прават поземни сообраќајници и беа тие поземни сообраќајници предвидени за волја на вистината, ама не се реализира, се пренаменија средства во Скопје 2014. Се направат поземни сообраќајници, што исто така еден период 2-3 години. Се направи попроточен сообраќај и се разбира овие кратки мерки да се стимулира јавниот превоз ваков како што е. Затоа што јавниот превоз, иако се нови возила, пропуштена е можност да бидат многу поеколошки, да бидат електрични, бидејќи се релативно сега брзо набавени. Туку се тие Евро 4, што не е баш... Сега имаме Евро 6, имаме увоз на стари возила, масовно, а Скопје 800.000 велиме. Ако поделиме на семејство, ќе дојдеме на фрапантна бројка. Тие стари возила се Евро 1. Значи, веќе 13 години во Европска унија, 14 години постои Евро 5. А ние увезувавме Евро 1, Евро 2, па Евро 3, па сега Евро 4. Треба се забрани едноставно увоз под Евро 5. Затоа ја споменав и колективната свест. Ние се разбира, не сме свесни тука колку придонесуваме за огревот себе. на домаќинствата, грејењето, па потоа градежните работи. Еве гледате дека посебно во оние денови кога имаме ветер кој што полно влијае на расчистување и намалување на PM 2,5, PM 10 честички, да не зборам тие се ситни, но градежниот чуд го не е заштитен со мрежа, некоја стои објективно, субјективно 2-3 месеци, па додатен проблем прават. Зелените зони, зелените технологии кои што ги иницииравте, би можеле да бидат едно од решенијата на проблемот? Што повеќе и што масовно зеленило, и во Скопје е најкритично, бидејќи и нема ни многу простор, но онаму каде што има масовно и да се забрани едноставно сечење на дрва. Не зборуваме за болни дрва, не зборуваме за овие канадски тополи, бидејќи имаше за тоа да појаснам дека тие се садени веднаш после земјотресот 63-та, 65-та, нивниот век беше 20 години и примарно беа брзо растат и потоа да бидат експлоатирани за одредена дрвена амбалажа. А зелени технологии значи искористување на бенефитите. Што поголемо рециклирање и други форми на преработка на отпад и на пластика, не само која што почнува и на металот кој што се топи, но и на стаклото, каде што имаме за среќа први почетни чекори после долго време и на хартијата и проблемот, бидејќи отпадот е втор проблем после загадувањето и отпадот е траен проблем, да се намали каде што може, да имаме примарна селекција. Имаме поставено контейнери не секаде, на некои места, но никој него многу малку го почитуваат она да го одложат својот смет од домаќинства во оној дел за пластика, за метал, за стакло и така натаму. Но исто така, ако веќе не може, преку јавна свест може во одреден период, да имаме системи за секундарна селекција и преработка пред депонирање, а што помалку да се депонира, бидејќи светот прави бенефит, некои држави едноставно и увезуваат отпад заради овие бенефити кои што го даваат. Не е лесно да кажеме од утре, не можеме да кажеме дека ништо не сме направиле. Но пак никако поаѓа од нас и се завршува на нас. Па и на нас завршува, меѓутоа мора да имате систем. Да, апсолутно, да функционира системот. Ако имате системот. ова контейнери за примерно одлагање, сега и подземните би требало да ги дадат подобри резултати, во ред. Некои ги немаат.
Но ако Беа добар дел... оштетувани меѓу другото, затоа ги... Да, ако и оштетување Да. се разбира, имаме и не се дезинфицираат, Да, да. така натаму. Ако имаме контейнери, меѓутоа од 100 домакинства 5 не го почитува, веќе имате мешан отпад. И целиот наш, и за жал, затоа треба инспекцијските контроли и на општината и на град Скопје да се зголемат, но и сите други, имаме се повеќе мешан отпад, за жал, натре, што е греота, бидејќи тој има бенефит, и постои веќе систем се воведува, да, ако имате вие некој апарат за домакинство, се јавите и минимум без пари ви го земе. Ако е стар, неупотребли, постојат веќе неколку колективни оператори, постојат колективни оператори во областа на амбалажниот отпад, некои поголеми, некои помали, со поголем или помал успех, но исто така свеста треба да се развие, за да се даде можност на тоа. Се разбира, ќе мора и казни. Колку што е можно. Но, не можеме да секој да го казниме, да има на секој контейнер, на секое место, каде што операторот комунална хигиена било кој го собира отпадот или кај што граѓаните одложуваат, мора да има и свест. Кога споменавте инспекцијата, колку тие се ажурни работат на терен во поглед на контрола на компаниите, дали ги извадиле потребните екодозволи за работа? Така. Значи, ако зборуваме за големи загадувачи, тој процес е перманентен. Од големите загадувачи кои што работат единствено Југохром, еве, да очекуваме дека во март-април, како што најавија, или мај, ќе ја извадат интегрирана еколошка дозвола. Големите загадувачи, наједноставно кажано, имаат обврска за А интегрирана еколошка дозвола, помалите за Б интегрирана еколошка дозвола. Големите загадувачи за нив е надлежна државата, значи Министерство за животна средина, за помалите општините кои што почнуваат опрва и град Скопје на ниво на сега точно е дека има објективни проблеми, мал број на инспектори, меѓутоа инспекцијските надзори, еве гледаме дека се координираат, бидејќи може општинските, градските, заедно со државните, да имаат многу поголема контрола и на индустријските, но не само на големи, на помалите, бидејќи издавањето на А и Б еколошки дозволи точно подразбира пред се вредување на системи за пречистување, отпрашување, филтри, така наречени филтри на самите објекти, но тоа подразбира и третман на отпад, пречистителни станици, многу покомплексен. Има еден процес. Околу регулативата, морам да кажем, да таа е динамична, се согласува со европската регулатива и во принцип е добра, иако не може да кажем дека е одлична, но доста добра, али практичната имплементација, ние имаме европски стандарди, 50, да речеме, микрограми на кубен метар за одредени чести субстанции, како што е PM, 10 PM, 50, но тоа во пракса не се исполнува и треба голема работа за идните генерации. И да го спречиме масовното доселување. Ако се продолжи овој тренд, не знам колку жители сега, некои викат 1.802 милиона, би дошле можеби 70% во Македонија и уште во 3-4 града и Македонија би се испразнила. Само би биле тука. Мора да се стимулира рамномерен регионален развој. Имам уште многу прашања, но времето ни дозволува. Толку сосема за крај на разговорот. Ќе завршиме онака како што почнавме, ќе се фокусираме на домашните компании. Каков е вашиот став по моментно направените анализи? Ќе успеете ли во овој 4-годишен мандат да направите поместување во домашната политика на компанија? Мора да успееме. Не, се разбира сега, фактички сега усвоен буџет, владата треба оперативно да работи, не зборуваме дека данокот на политичката криза која што долго, па и еве локалните избори, па и буџетот кој што се менуваше, 2018 е сериозен предизвик на оваа влада да има економски раст. Тоа е крајен резултат. Има економски раст или нема. Треба да има. Се разбира покрај сите. И економскиот раст видовме од сите земји од поранешниот блок и од поранешна Југославија, пред се Хрватска и Словенија, па еве и Црна Гора, зависи од евро и од политичките евроинтеграцијските процеси. Не само заради еве зборуваме, ова кога зборуваме за загадување и за технологија, тоа е заради исполнување на регулативата и стандардите на Европска унија. Но тоа не е потребно само заради тоа
нас не е потребно заради нас. За живот, апсолутно. За животот наш, веќе секој знае, па и дури во Македонија. Квалитетот на живот и на здравје зависи од квалитетот на животната средина. Така да, целта е во еден период да се зголемува инвестициите, да има обрт во државата, за да добие. Но, верувајте, сигурно дека многу поповолна клима, тоа се искуства, ако сакате, од Бугарија, од Романија, да не зборуваме веќе за Словенија, а тој напредок од евроинтеграцијските создава една друга, исто така многу поповолна бизнис клима. Јас се надевам дека тој процес ќе биде многу, веќе ќе има резултати за евроинтеграцијски, а се разбира и овие ефектите, овие мерки на влада ќе дадат во 2018, особено во 2019 да се почувствуваат вистинските ефекти. За овие теми допрва ќе зборуваме. Благодарам за денешното гостување. И благодарам и вам на поканата и поздрав до вашите гледачи уште еднаш. Благодарам уште еднаш. Останете на првиот канал на Македонската телевизија, музичка номера, веднаш потоа ново гостување.